Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Министерството за образование е во преговори со универзитетите за ослободување на амфитеатрите за од следната учебна година таму да се полага државната матура. Министерството за образование и наука ќе почне преговори со универзитетите за ослободување на поголемите простори и амфитеатрите за од следната учебна година таму да може да се спроведува државната матура, при што ќе се инсистира истите да имаат и блокатори за телефони за матурантите да не ги користат мобилните апликации. Министерката за образование и наука Весна Јакимовска на пресконференција информираше и за тоа дека полагањето во поголемите простори кое се реализираше за прв пат од учебната 2023-2024 година даде подобри резултати во однос на минатите години, каде испитите се полагаа во училниците со кои располага училиштето. Од следната година ќе се обидеме максимално да го продобриме процесот на спроведување на матурата. Деталите за кои јас ке зборувам, само за два, всушност веќе се разговарани со директорката на Државниот испитен центар, па од тука јас би спомнала само дека спроведување на матурата во поголем простор даде резултати, па затоа ние најбрзо што може ќе почнеме преговори со универзитетите во државата да ни ослободат поголеми простори, односно амфитеатри, за да може во нив да се спроведува матурата дополнително обезбедени со блокатори, па децата да не можат да ги користат комуникацијските уреди, поточно телефоните. Ке се повикаме и на одредби во законот, но и ке се повикаме на морал и етичност како на наставниците. Втората значајна точка е и на тестаторите и наблюдувачите. Ке направиме максимални напори да обезбедиме бенефит за тестаторите и наблюдувачите, но тоа значи дека тие мора исто така етички и морално да ја спроведуваат својата работа, затоа што кога има бенефит, ќе има и сериозна одговорност. Со помагањето или замижувањето пред обврските кои ги имаат, мислејќи дека им прават услуга на учениците и не сакајќи, ке речам, или сакајќи, им овозможуваат да се однесуваат неморално, прават штета не на државата, не себе, најголемата штета е на учениците. Просечната оценка на државно ниво која ја постигнаа средношколците на државната матура годинава е 3,25%. Споредбено со минатите години, постои намалување кое според Државниот испитен центар како надлежна институција за спроведување на процесот било резултат на превземените заострени мерки при полагањето. Матурантите во двете средни училишта во Кочани тестовите за испит на знаењето за 4-годишниот материјал го решаваа минатиот месец, а најголем дел од нив полагаа државна матура. Во првиот уписен рок во средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница се запишани 116 ученици. Најмал интерес завршените основци покажале за текстилно-кожарската струка. Само половина од слободните места според конкурсот за запишување што го објави Министерството за образование и наука се пополнети во првиот уписен рок во средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница. Слично како и во другите средни училишта во државата, и овде поголем интерес имало за стручното образование, во очекување дека по завршувањето тоа на учениците ќе им обезбеди квалификуваност за полесно и посоодветно вработување. Од планираните 202 места, пополнети се вкупно 116, при тоа најслаб одзив е регистриран за текстилното образование. Директорот на Виничкото средно училиште Тихомир Тасев потврди дека најголем интерес имало за стручното образование. При тоа во машинската струка се запишани 24 ученици, во сообраќајната 22, а во прехранбената 20 нови ученици. За гимназиското образование пак се пријавиле 45 завршени основци, а најмалку за текстилно-кожарската струка, само 4 ученика.
Во зависност од одзивот што ќе го има во вториот уписен рок, ќе се види како овде ќе се изведува наставата, додаде Тасев. За сите 4 струки во стручното образование во училиштето Ванчо Прке, наставата се реализира во соработка со домашни компании. Тоа е дел од програмата за дуално образование што ја спроведува ресорното министерство. Општина Кочани до 12 јули го продолжи рокот за поднесување пријави за претрпени материјални штети предизвикани на земјоделските земјишта по невремето на 24 јуни. Локалната самоуправа на Кочани до 12 јули го продолжи рокот за поднесување на пријави за штети предизвикани од невремето, што зафади делови од општина Кочани на 24 јуни. Со јавната објава се повикуваат жителите кои имаат претрпено материјална штета на земјоделското земјиште да поднесат писмена пријава со цел Комисијата за штети да излезе на увид и да ја констатира настанатата ситуација. Образецот пријава може да се подигне од едношалтерската канцеларија, да се преземе од веб страницата kočani.gov.mk или граѓанинот може да ја поднесе сам со потребните податоци. Кон пријавата треба да се приложат и фотокопија од лична карта, трансакцијска сметка, имотен лист, договор за закуп, фотографија од настанатата штета испечатена на хартија, како и изјава за давање согласност за заштита на личните податоци. Подетални информации може да се пронајдат на официјалната веб страница на општина Кочани и во просториите на едношалтерската канцеларија. Подетални информации може да се пронајдат на официјалната веб страница на општина Кочани и во просториите на едношалтерската канцеларија, кај председателот на Комисијата за штети на земјоделско земјиште Зоранчо Зафиров. Трговското друштво Tera Communications од Скопје ќе ја обезбедува наплатата на надоместокот за паркирање во Кочани преку SMS пораки. За реализирање на услугата во рок од 1 година, комуналното јавно предпријатие Водовод ќе му плати 800.000 динари. Трговското друштво Tera Communications од Скопје ќе добие 800.000 денари во нето износ, за да ја обезбеди услугата за наплата на надоместокот за паркирање со SMS пораки во Кочани. Комуналното предпријатие Водовод, под чија надлежност е јавниот паркинг простор во градот, со тендерската постапка што ја заврши неодамна, се обврзува да ја исплати оваа сума што е за двојно повеќе во однос на лани. Причина за тоа е што надоместокот за паркирање се покачи од 10 на 20 денари за час. На јавниот повик за набавката што ја објави комуналното предпријатие пристигнале 2 понуди, а одбрана е онаа на фирмата што и досега ја обезбедуваше истата услуга. Паралелно со лицата наплатувачи кои на лице место издаваат фискални сметки, наплатата на таксата за паркирање ќе продолжи да се реализира и преку мобилен телефон. Тоа се оправдува со зголемена ефикасност во прибирањето на средствата и избегнување ситуации во кои возачите чекаат да платат за услугата, што се покажа како позитивно искуство во градовите каде ваквиот начин се применува повеќе години. Обврска на давателот на услугата е да обезбеди наплата на таксата за паркирање од сите мобилни оператори во државата, при што плаќањето да може да се контролира преку уреди со специјална намена за услугата. Исто така, треба да се обезбеди искратен телефонски број што би се користел за испраќање пораки и тој да важи за сите мобилни оператори. Давателот на услугата Tera Communications треба да изработи компјутерски дизајн на информативните табли и да направи обука на персоналот што ќе работи на проверка на услугата. Треба да се обезбеди и база на податоци за регистрирани и наплатени паркирања, како и софтвер за проверка и контрола на плаќањето со SMS пораки. Наплатата преку мобилен телефон во Кочани беше воведена пред неколку години, откако почна да се применува наплатата за паркирање. При тоа опфатени се 240 паркинг места во централното градско подрачје на Кочани. Управата за јавни приходи упати повик до даночните обврзници да го платат за останатиот даночен долг за 2023 година. Со тоа ќе избегнат присилна наплата и дополнителни трошоци за постапката. Управата за јавни приходи ги повикува сите даночни обврзници кои во законскиот рок не ја платиле даночната обврска од годишната даночна пријава за 2023 година, тоа да го сторат во најкраток можен рок. Согласно евиденцијата на управата,
Има 4767 даночни обврзници кои неа платиле разликата за доплата на данокот на личен доход, што е утврдена во годишната даночна пријава за 2023 година. Оваа обврска требаше да се плати во законскиот рок најдоцна до 30 јуни годинава. Во наредниот период, од Управата за јавни приходи информираат дека ќе преминат кон испраќање опомени и присилна наплата на доспеаните неплатени долгови по овие основи. Тоа може да доведе до дополнителни трошоци по основ на камата за задоцнето плаќање, кое што изнесува 0,03% дневно, како и еднократна посебна такса во постапката за присилна наплата. Поради тоа, од Управата за јавни приходи ги поттикнуваат даночните обврзници кои имаат даночен долг над 10.000 денари, а се со потешкоти во обезбедувањето на тековната ликвидност и платежната способност, при што редовно ги исполниле другите даночни обврски, да поднесат барање за одложено плаќање. На официјалната веб страница на управата е приложен и калкулатор за да се направи пресметка колкава ќе биде месечната рата за отплата на долгот при постапката за одложено плаќање. При тоа, според износот на главниот долг ќе се одреди и бројот на месечните рати, информираат од Управата за јавни приходи. На државните патишта воведен е летен времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони. Од почетокот на месецов па до 31 август на државните патишта во Македонија е воведен летен времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викенд и за денови при екстремно високи температури. Термини кои се опфатени со режимот се петок од 17 до 22 часот, сабота од 9 до 18 и недела од 9 до 22 часот. Од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат учесниците во сообраќајот да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација и внимателно да управуваат со моторните возила. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.